вечер од Вашингтон го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Боаджиевски. Започнуваме со најновите вести во Соединетите Американски држави. Една година откако започна колапсот во финансискиот сектор во Америка. Председателот Обама во Wall Street ќе ги изложи најновите владини потези за опоравување и стабилизирање на состојбата. Американскиот председател на Wall Street ќе говори за плановите да се намали директното владино учество во финансискиот сектор, како и за нови банкарски регулативи. Говорот на Барак Обама паѓа точно една година откако големата инвестициона банка Lehman Brothers доживеа колапс, што беше дефинитивен показател дека САД се во финансиска криза. Белата куќа најави Обама дека ќе ги повика компаниите да избегнуваат ризични инвестиции и да ја поддржат регулативата што ќе спречи нови кризи. Водачот на Ал-Каида Бин Ладен во нова аудио снимка наводно порачува дека американскиот председател Барак Обама е немокен да ја сопре војната во Афганистан. 11-минутната снимка со гласот што му се припишува на Бин Ладен беше објавена на исламистичка интернет страница во неделата и во неа се вели дека војната нема да го смени својот тек, бидејќи ја движат произраелски лобисти и корпоративни интереси во САД. Ким Клистерс ја победи Каролин Вознячки од Данска во финалето на US Open во Њујорк. 26-годишната белгијанка со тоа стана првата победничка, која не била носител и воедно и првата мајка која го освоила турнирот. Серена Вилијамс пак е казната со $10,000 за незиниот испад кон линиски судија и неспортско однесување. Во филмот предичува погледаност во киносалите во САД изминатиот викенд. Можам се самиот лошо да сторам. На Тайлер Пели заработи $24 милиони. На второ место е футуристичката анимирана авантура Деветка со $11 милиони. А на доделувањето на наградите на MTV инцидент, раперот Кајне Вест го одзеде микрофонот на 19-годишната Свифт, која држеше говор по повод наградата за најдобро женско видео и рече дека Бионсе според него имала најдобар спот на сите времиња, што најде на зачуденост во публиката, па дури и кај самата Бионсе. Добра вест против свинскиот грип. Најновите истражувања покажуваат дека најверојатно ќе биде потребна само една доза од вакцината против заразата од вирусот H1N1. Научниците претходно предвидуваа дека ќе бидат неопходни 2 дози. Новата вест ја поздрави американската секретарка за здравство Кетлин Сибелиус. Сега се чини дека повеќето луѓе даваат силна имунолошка реакција 8 до 10 дена по првата вакцина, што е мощна позитивна вест. Истражување спроведено во САД, исто како и пробата на вакцината во Австралија, покажуваа дека таа е ефикасна по првата доза. Тоа значи дека ќе може да се вакцинираат двојно повеќе луѓе ширум светот. Директорот на Американскиот национален институт за здравство Ентони Фаучи коментира: Во суштина го ублажува проблемот на недоволен број на вакцини за сите. Вакцината треба да биде готова за широка употреба до средината на октомври, но училиштата веќе започнаа со работа. Времето е се постудено, а во северната хемисфера веќе е во тек сезоната на грип. Само на Универзитетот на Минесота во Минеаполис се заразија 60 студенти. Овој студент е загрижен. Слушам дека вирусот ќе се шири и практично ќе експлодира во универзитетските центри. Тоа е страшно. Додека вакцината против свински грип не се најде на располагање, здравствените власти препорачуваат луѓето да ја примаат онаа против обичниот, сезонски грип. Резултатите од пробата на вакцината против свински грип во најранливите групи, како децата и бремените жени, се очекуваат за неколку недели. Во продолжение на News Flash, американските сенатори се подготвуваат за легислатива за која веруваат дека ќе спречи евентуален биолошки напад. Еве зашто станува збор. Само една недела по терористичките напади од 11 септември 2001, смртоносната бактерија антракс преку пошта беше испратена до американските сенатори и медиуми. Од изложеност на антракс починаа 5 лица, а 17 се заразија. Повеќето експерти се согласни дека САД беа неподготвени за евентуален биолошки напад, а некои тврдат дека тоа е случај до ден денес.
Независна комисија која назначи Конгресот предвидува дека некаде во светот во наредните години најверојатно ќе биде извршен биолошки напад. Токму оваа информација ги поттикна сенаторите од Комисијата за домашна безбедност да изготват предлог закон за спречување на ваков напад. Федералните истражители наведуваат дека околу 15.000 лица во САД се овластени да ракуваат со најопасните патогени супстанции во вкупно 400 научни објекти во земјата. Еден од објектите е и оваа лабораторија на американската армија во близина на Вашингтон, од каде FBI верува дека излегол антраксот во 2001. Легислативата би воспоставила збирен систем од 82 патогени супстанции со зголемено обезбедување за најопасните бактерии и намалување на ограничувањата за оние кои не представуваат кредибилна закана. Малите сипаници и антраксот би биле во групата 1. Се предвидува годишно да бидат издвојувани $50 милиони за дополнително обезбедување. Американските сенатори се надеваат дека предлог законот ќе постави стандарди што би ги следел целиот свет. Боб Греам преседава со комисијата што предвидува дека во иднина ќе се случи биолошки напад. Во светот постојат околу 20 земји главни производители на патогени супстанции. Дополнителни 20 па и повеќе ги зголемуваат своите способности. Потребно е да го контролираме ова прашање сега. Времето не е на наша страна. Преку предлог законот би се идентификувале земите во ризик, а потоа би се пружила помош во засилување на обезбедувањето во нивните лаборатории. Предвидено е и обука на научниците кои ракуваат со патогените материјали од групата 1. Со мерката би се обезбедиле $40 милиони за меѓународно справување со проблемот, а потоа и 75 милиони во 2011 година. Одредени експерти биле изненадени кога дознале дека ваквиот вид на безбедносни мерки не бил имплементиран веднаш по нападите од 11 септември. Научниците и законодавците велат дека тоа се должи на ривалството меѓу владините агенции и недостатокот на комуникација. Утре во Newsflash. Реформа на здравството во САД. Ставовите за и против. Тоа беа вестите за денеска. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Најнови информации погледнете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледам утре.